Добро вечер со Кот. Злато, сребро, рубини. Со какви минерални суровини и драгоцени камења располага Македонија? Дали концесионерите, односно рудниците кои ги искупуваат овие метали, ги пријавуваат на државата? Дали пак државата има механизам да го провери тоа? Сето ова го истражувавме во вечерашната емисија Кот. Затоа, останете со нас. Во Кот истражуваме и дали доволно заработува земјава од минералните суровини кои ги дава под концесија. Рудниците имаат обврска да пријават колкави количини метали ископале, но има ли државата механизам да го провери тоа? Кога последен пат Народната банка на Македонија добила понуда за откуп на злато од некој рудник кој е даден под концесија, доколку во рудата што се копа имало ваков скапоцен метал? Дали се ги штитиме вредните минерали? По децении, дури сега ќе се заштити македонскиот рубин. Ова се само дел од прашањата кои исто така ги отвараме во оваа емисија на Кот. Македонија има над 700 рудни појави, но потребни се дополнителни испитувања за да се утврди колку од овие рудни богатства се економски исплатливи за експлоатација, вели директорот на Геолошкиот завод Ивица Анзов. Уверен е дека со новите технологии е можно искористување на рудите, без да се загрози животната средина. Геолошкиот завод не постоеше од 1992 до 2012 година, што остави траги и на геолошките истражувања во земјава. Да го чуеме интервјуто. Господин Андов, знаеме ли што имаме под земја во Македонија како минерални суровини и колку прецизно знаеме? Нашата држава има доста голем минералошки и геолошки потенцијал. Македонија е доста интересна од геолошки аспект. Има доста сложна геолошка градба, во која што влегуваат доста геолошки формации од најстари до најмлади епохи и се тоа резултирало, да речем, на ова поднебје да се формираат голем број на рудни наоѓалишта и рудни појави. Согласно податоците со кои што располагаме, некаде на територијата на Македонија се евидентирани околу 700 рудни појави. Значи, мораме да разграничиме рудни појави и рудни наоѓалишта, тоа се рудни појави, кои што дополнително треба да се истражуваат од аспект на нивната потенцијалност и од аспект на нивната економична вредност. Така да знаеме со што располагаме, меѓутоа дали доволно го знаеме, тоа е знак прашалник. Мислам дека се уште треба да се прават дополнителни истраги како би добиле една поголема слика за нашето рудно богатство во Македонија. Клучното прашање е ефтино ли ги даваме минералните суровини со кои што располагаме како земја? Па добро, сега тука заработките нели можеме да ги поделиме на директни и индиректни. Директни нормално. Тука се профитите од концеските надмесеци од даноците. Еве за споредба Министерството објави лани дека инкасирало околу 1,2 милиарди денари, мислам, од концесии, што е дупло од претходните години. Меѓутоа, мислам дека тоа ни отвара едно доста пошироко поле, каде што имаме доста неискористен потенцијал, кој што се уште стои неискористено, неексплоатирано, така да мислам дека се уште недоволно ги имаме искористено нашите потенцијали од аспект на рудните богатства. Можна ли е кохабитација меѓу искористувањето на минералните суровини и заштитата на животната средина? Секој дека може. Мислам, денес, 21 век сме, практиките за рударската експлоатација денес е многу понапредни од децениите на назад што ги имаме. Значи, ние имаме конкретно во Бугарија имаме рудник кој што се експлоатира во прва заштитна зона со многу високи еколошки стандарди. Зошто тие практики да не ги имплементираме кај нас? Мислам дека е можно, меѓутоа треба да се најде некој баланс помеѓу тие две работи. Концесионерите и плаќаат на државата концесиски надоместок според количината на извезените руди кои што тие имаат обврска да ги пријават. Но имаме ли ние како држава механизам за да провериме, имате ли вие како институција лабораторија за да ги потврдиме тие податоци? Геолошки завод, на жалост, моментално не располага со лабораторија. Еве сега имаме некои конкретни преговори за како Геолошки завод да се опреми со лабораторијата, која што очино му е потребна од аспект на извршување на неговата основна дејност, а тоа се основните геолошки истражувања. Така да се надеваме дека во идниот период ќе воспоставиме на лабораторија каде што
ќе биде државна, ќе биде акредитирана и ќе можеме да ги правиме сите тие испитувања и да даваме, значи, точни и верифицирани податоци од аспект на содржината на секундарни и примарни минерални суровини. Мислам дека Министерството за енергетика добро се врши работа сега за сега, барем од аспект на верификација на што се извезува надвор од нашата држава. Меѓутоа, за поконкретни резултати, јас сепак ќе ви упатам таму, бидејќи таа е нивна надлежност и не би сакал да навлегувам во некои податци кои што стварно не ми се јасни, не ги знам. Ентузијасти веќе 20 години работат на заштита на македонскиот рубин, кој што досега законски не беше препознаен или заштитен. Докаде сте со заштитата на рубинот? Иницијативата за заштита на македонскиот рубин отпочна некаде околу 2017 година, каде што за прв пат изработен елаборат од страна на Геолошкиот завод, меѓутоа некој со годините таа иницијатива затаила се до претходната година, 25-та, кога заедно со Министерството за енергетика повторно ја иницииравме таа заштита на македонскиот рубин. Стариот елаборат кој што беше изготвен од страна на Геолошкиот завод претрпе доста измени согласно забелешките кои што ги добивме од Завод за индустријска собственост. И денес можам да кажам дека го добивме и решението за заштита на македонскиот рубин, значи официјално македонскиот рубин е веќе заштитен како национално богатство со географска одредница. Концесионерите на каменоломи за мермер го сметаат рубинот за аномалија. Како да ги натераме тој рубин да го стават во легалните текови? Го регулирали тоа законот? Бидејќи рубинот се јава како акцесорен минерал во мермерите, поред неговата висока тврдност, според масовата скала има тврдност од 9 пред диамантот, кој што има 10. Се рачуна како нус појава, бидејќи прави доста штета во самите каменоломи, поради тоа се третира како што кажате и вие, како некоја аномалија. Сега со новите законски измени кои што се предвидени, Законот за минерални суровини, како што знаете, се дели на два дела, Закон за рударство и Закон за геологија. Као Законот за рударство ќе има конкретни законски измени кои што несуваат точно на начинот како треба да се собира и како треба да се постапува со рубинот кој што ќе биде најден во самите наоѓалишта. Веќе ќе знаеме кој го копа и кој го продава, наместо да доаѓа по сомнителни извори, да речеме. Така е, согласно заштитата сега кој што ја добивме, веќе ќе се има следливост на рубинот од наоѓалиштето до неговата сама продажба, да кажам, со занајчиите, со нивното вградување во јувелирскиот накет и целата негова следливост ќе биде запазена. Освен рубин, со какви други видови скапоцени и полускапоцени камења располага Македонија? Што би можеле да имаме што е нешто карактеристично? Добро, тоа се малце, да кажам, почувствителни теми. Наредно сега, пошто го заштитивме македонскиот рубин, предвидуваме, согласно комуникацијата која што имаме со Министерството за енергетика, во план сме да видиме околу заштитата на македонскиот, тоест заштита на мермерот кој што се јавува во Прилепскиот крај со оглед на неговата уникатност и специфичност. Така да наредно поглавие, да кажем, од ова поглавие за заштита на наше национално геолошко богатство би било заштитата на Прилепскиот мермер. Геолошкиот завод е една од најновите институции во Македонија, истовремено и една од најстарите. Беше затворен од 90-тите до 2012 година, од 2012 повторно е отворен. Зошто беше затворен и изгуби ли Македонија со тоа што немаше 20 години геолошки институт? Убаво кажавте, Геолошки завод е една од поновите институции, а истовремено една од најстарите институции. Како податок, Геолошки завод е една од првите 5 институции кои што е формирана 45-та година од президиумот на АСНО, кој што работи под име Геолошки институт Скопје тоа време, кој што работи до почетокот на 90-те години, кога на жалост склопна околности, Геолошки завод се затвара, а 2012 година повторно се уредува со посебен закон за Геолошки завод. Тој институционален вакуум, да кажем од 20 и кусур години, Геолошки завод и ден денеска го плаќа од аспект на
Тоа што е изгубено 20 години континуитет во геолошките истражувања, истовремено со затворањето на геолошкиот завод, на стариот геолошки завод, голем број од геолошката документација е изгубена или е префрлена во архивите на бившите југословенски републики. Голем дел од лабораторијата, ако не и целата лабораторија е уништена. И тој простор од 20 години ден денес оставил траги кои што многу тешко се надокнадуваат. Сега веќе скоро 10 години пробуваме да ги вратиме тие документации. Голем дел од таа документација е вратена во соработка со архивите во Белград. Сега моментално имаме преговори со Геолошкиот завод на Словенија и со така да направиме размена на геолошка документација. Така да, тој прекин и те како се одржи на работењето на не само на Геолошкиот завод, туку и на геолошките истраги во Македонија. Сте пронашле ли во изминативе години некој нов минерал, кој што го нема на друго место? Од минатата година, со посредништво на одредени професори кај нас, стапаме во контакт со Институтот за наука за земјата во Полска, каде што со нив склучивме нов меморандум за соработка од аспект на пронаоѓање на нови минерали кои што се на територијата на Македонија. Минатата година имавме некои теренски посети на одредени локалитети. Примероците се земени, се однесени во Полска во институцијата, се работи на откривање на нови минерали. Последните информации кои што ги добивме од таму е дека сме на добар план и дека во наредниот период има доста големи шанса да прогласиме некој нов минерал кој што се наоѓа во Македонија, а е редок во светски размери. Ќе биде тоа само научен куриозитет или има економска исплатливост? Првично ќе биде како научен, од научен аспект, потоа ќе се погледа да видиме дали тоа сето може да биде како дали ќе има некоја економска вредност и во кој правец би се движеле понатамошните истраги. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Согласно стратегијата за минерални суровини 2026-2046, државата располага со значајни минерални суровини како што се бакар, антимон, никел, олово, цинк, хром, злато, сребро, манган, железо, талиум. Но кога ќе се споредиме со тоа колкава количина злато имаме во државните резерви, бројката е поразителна. Уште попоразително е што речиси 2 децении не е зголемена таа количина. Македонија нема топилница, па рудите кои содржат злато, како што се бакарните, например, се топат во соседните земји, па златото, пронајдено во нив, не е на Македонија, туку останува кај соседите. За овие и други контроверзии, кога станува збор за ретките метали, повеќе од анализата на Срџан Стојанчов. Кој се кити со македонското злато? Прашање на кое е тешко да се одговори додека не се одговори на прашањето кој е злато. Во рудниците во земјава како секундарна суровина се произведуваат и помали количини злато и сребро. Според законот за минерални суровини, рудниците за метали кои во производствениот процес произведуваат злато се должни прво да го понудат за продажба на Народната банка на Македонија по пазарна цена. Ако Народната банка не сака да го купи, може да го продадат на друго место. Во Народната банка прашавме колку злато им било понудено во изминативе 5 години и колку откупиле. Ни одговорија дека воопшто не им било понудено злато и отибараат законски измени за да добијат предност при купување. Таа предност во законот постои, но златото како такво не постои. Во земјава се произведува руден концентрат кој содржи стотици килограми злато годишно. Рудникот за бакар Бучим во Радовиш на својата веб страница објавува дека рудата која ја копаат содржи 0,2 до 0,3% бакар и 0,2 до 0,22 грама злато по тон. Во последните неколку години не објавуваат јавно колкави количини метал произведуваат, но во периодот додека објавуваа пред 2020 година произведувале помеѓу 30 и 40 илјади тони руден концентрат во кој имало помеѓу 448 килограми и 975 килограми злато и меѓу 860.300 килограми сребро годишно. Проблемот е што во земјава нема топилница во која од тој руден концентрат ќе се направи злато или сребро. Концентратот се извезува во топилници во странство, најчесто во Бугарија.
Таму фактички се произведуваат златните плочки кои тамошните топилници веќе немаат обврска прво да ги понудат на продажба на Народната банка на Македонија. Наведената одредба од постојниот закон за минерални суровини не е спроведлива во пракса со оглед дека македонските рудници како концесионери не располагаат со злато како финален производ, односно во технолошкиот процес произведуваат сув бакарен концентрат, кој што содржи одредено количество на метали, вклучително и злато. Имајќи предвид дека на територијата на Република Северна Македонија нема во функција топилница за добивање на злато во физичка форма, производството на финални метални производи надвор од земјата значително го оневозможува процесот на задржување на македонското злато во земјата и истото да биде понудено за продажба на Народната банка. Оваа област во иднина се очекува да биде уредена со новиот закон за рударство кој што е во подготовка од страна на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, а во процесот на консултации е вклучена и Народната банка. Сепак нејасно е како тој проблем би се решил законски, односно како со македонски закон ќе им се наложи на странски топилници да го продаваат златото во Македонија. Во нацрт законот за рударство, кој е ставен на јавна дебата на ЕНЕР, повторно е ставена истата формулација како во сегашниот закон за минерални суровини, дека Народната банка има предност во купувањето на златото произведено во Македонија, но во Македонија не се произведува злато како такво. Според податоците на Народната банка, вредноста на златото во македонските девизни резерви од 2009 година до сега е зголемено за скоро 6 пати. Од 146 милиони евра во 2009 на 875 милиони евра во април годинава, но повеќе од 2 децении државата не купила ниту грам злато. Само што истата количина вреди повеќе. Официјалните податоци покажуваат дека земјава има 0,22 милиони фини унци злато, односно околу 6,9 тони монетарно злато, кое во златни прачки од по околу 12 килограми се чува во трезорот на банката на Англија во Лондон. Јагленокопи, каменоломи, мермерни комбинати, сепарации за песок и чакал, минерални води, рудници. Државата има дадено 285 концесии за експлоатација на минерални суровини на површина од 330 км квадратни, 1,3% од целата држава. На секои 75 квадратни метри територија на Македонија, 1 квадрат е даден под концесија за рудни наоѓалишта. Прашањето кое се наметнува е дали државата заработува доволно од своите рудни богатства кои се дадени под концесија. Според официјалните податоци, во 2025 година државата за концесии за минерални суровини наплатила околу 20 милиони евра, двојно повеќе од претходната година. Тоа во најголема мера се должи на тоа што од почетокот на 2025 стапи во сила новиот тарифник со кој за двојно се зголеми концесискиот надоместок. Повеќе од половина од вкупните концесиски надоместоци доаѓаат од 4 активни рудници за метали – Тораница, Злетово, Саса и Бучим и Боровдол, кои представуваат една целина. Минатата година тие платиле 680 милиони денари, односно над 11 милиони евра. Половина од овие пари доаѓаат од Бучим Боровдол, меѓу другото и поради зголемените цени на бакарот на светските берзи. Саса платила 264 милиони денари, односно 4,3 милиони евра, а Злетово и Тораница по 37,7 и 39 милиони денари, односно по околу 600.000 евра. Најголем е рудникот за олово и цинк Саса од Македонска каменица. Годишно заработува над 6 милиарди денари, односно 100 милиони евра, со 4 милиони евра годишен профит и 774 вработени. Во 2024 бил на 47-то место по приходи во Македонија и на 17-то место по добивка. Рудникот е во собственост на Централ Азија Металс од Лондон. Имаат рудники во Казахстан. Бучим и Боровдол, рудници за бакар, заедно во 2025 имаат приходи од над 90 милиони евра, но заработката им е скоро 20 милиони евра. Заедно имаат над 660 вработени. Од крајот на минатата година Боровдол се присоедини кон Бучим и сега се една фирма. Собственик е Solvay Investment Group од Швајцарија. Булмак 2016, која ги поседува рудниците Тораница во Крива Паланка и рудникот Злетово, минатата година ја завршила со загуба од над 4 милиони евра. Приходите им биле 1,5 милиарди денари, односно 25 милиони евра, но потрошиле за 4 милиони евра повеќе.
Фирмата има над 760 вработени. Како секундарни суровини, Бучим произведува и злато и сребро, а останатите рудници, освен олово и цинк, произведуваат и сребро. Сепак, во Македонија се произведува само руден концентрат, а не и метали. Само Бучим произведува одредени количини катоден бакар, односно готов производ. Останатото се извезува во топилници во странство. Според податоците од сајтот на Central Asia Metals, минатата година рудникот Саса произвел сребро во вредност од 2,5 милиони евра, што е 2,5% од приходите на фирмата. 60 милиони евра заработиле од олово и 38 милиони евра од цинк. Концесискиот надоместок што рудниците го плаќаат на државата зависи токму од концентрациите на метали во концентратот што го извезуваат рудниците. Според тарифникот за висината на надоместоците, тие треба да и платат на државата 4% од пазарната вредност на металот во секој тон руден концентрат што ќе го произведат. Според Законот за минерални суровини, рудниците имаат обврска еднаш месечно да доставуваат податоци за содржината на минералните суровини кои се наоѓаат во добиените концентрати. Сами пријавуваат и врз основа на пријавеното плаќаат надоместок. Тука се наметнува и прашањето за механизмите на државата за контрола на пријавените концентрации. Кој гарантира дека пријавеното е точно и дали може да се пријавува помалку, а да се извезува повеќе? Во Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини велат дека законот дава доволни гаранции дека пријавените количини се точни. Концесионерите имаат обврска да доставуваат точни податоци. Во спротивно им се заканува и одземање на концесијата. Тие имаат обврска да чуваат мостри од секој извезен камион концентрат, а државата може во секој момент да изврши контрола. Сепак, во предлог Законот за рударство, кој е ставен на јавна расправа, се воведува обврска царината да зема мостри од извезениот концентрат и да ги прати на анализа во акредитирана лабораторија. Член 9. Царинската управа е надлежна за контрола на содржините на металите во концентратите, кои се извезуваат од територијата на Република Северна Македонија. Член 10. За реализација на надлежноста од став 8 на овој член, Царинската управа зема мостри од секоја декларирана поединечна пратка, која ја доставува на испитување до акредитирана лабораторија. Проблем во исполнување на оваа обврска на царината може да биде тоа што во Македонија нема акредитирана лабораторија за минерални суровини. Ни на факултетот во Штип, ни во Геолошкиот завод, ни во Бирото за метрологија. Од 285 издадени концесии за минерални суровини нема ниту една за скапоцени или полускапоцени камења. Со оглед дека ваквите минерали се појавуваат тук и таму, а нема дефинирани наоѓалишта, неизвестно е дали некој воопшто би побарал концесија. Согласно постојната законска регулатива, односно Законот за минерални суровини, не е предвидена посебна категорија на минерални суровини, која ги опфаќа скапоцените и полускапоцените камења, како основ за доделување на концесии. Поради тоа во моментов нема издадени концесии за експлоатација на скапоцени и полускапоцени камења. Истовремено, прашањето за оваа категорија на минерални суровини е препознаено како потребно за уредување, при што со новото законско решение за рударство се предвидува јасно дефинирање и регулирање на скапоцените и полускапоцените камења, што ќе овозможи нивно соодветно управување и евентуално доделување концесии во иднина. По речиси цела деценија од иницијативата, Македонија конечно го заштити македонскиот рубин како сопствен бренд. Рубинот е скапоцен камен кој повремено се појавува во рудниците за мермер. Македонија го заштити македонскиот рубин и од сега натаму од денеска имаме бренд и ќе правиме кампања и да дозна и Европа и светот дека и ние како Македонија имаме со што да се пофалиме, бидејќи тоа е единствен рубин во Европа. Ќе бидете понатаму известени за понатамошните активности за промоција на овој македонски рубин. Да, имаме, планираме и за мермерите, а понатаму ќе направиме со Геолошкиот завод и со секторот за минерални суровини и геологија, што се може да заштитиме, бидејќи мора како држава да водиме грижа за се што поседуваме. Значи, се заштитува географскиот назив македонски рубин со географска ознака за производот полускапоцен камен рубин кој потекнува од поширокото прилепско подрачје во рамките на Пелагонискиот масив. А тоа е преку Државниот завод за индустријска сопственост.
Македонскиот рубин е препознатлив по малинесто розовата боја. Со години се продава на црниот пазар, а концесионерите на рудниците за мермер го сметаат како аномалија затоа што се наоѓа ретко и во мали парчиња, а со оглед на тоа што е многу тврд минерал им ги крши пилите, констатираше Државниот завод за ревизија во извештајот од пред 2 години. Концесионерите не се заинтересирани и немаат законско право за експлоатација, па дел од корундот се уништува во процесот на експлоатација, дел се фрла на одлагалиштата заедно со јаловината, а дел го собираат работниците кои го продаваат на црниот пазар и завршува надвор од нашата земја. Некогаш се наоѓани и цели гнезда со поголема количина рубини, но обично се наоѓаат како парчиња низ мермерот. Со децении неговата продажба е нерегулирана. Според извори на КОД, на црниот пазар со години се продава по цена од околу 1 евро за грам и заминува за западноевропските земји. Собирачите обично го собираат ноќе после дожд, затоа што тогаш најлесно се препознава. Со заштитата државата нема многу да заработи, но ќе има увид во количините, а на јувелирите ќе им овозможи да купуваат рубини со сертификат за потекло. Рубините обично се наоѓаат во Африка и во Азија, а Македонија е единствената европска земја во која се пронајдени. Дејан Шкартов Деко е обработувач и веќе 2 децении промотор на македонскиот рубин. Наместо да го продаваме како парчиња минерал или како камчиња, можеме тука да го обработуваме и да го продаваме како накит со поголема додадена вредност, вели тој. Ја можам да сум добар мајстор да ги обработувам, може да имаме одлични дизајнери за филиграни за накет, можеме да имаме одличен пиар да ни го бараат производот, можеме да обучиме други помлади колеги да го работат истото што ние го работевме во првите 10 години но знаеме дека немаме прецизен увид во тоа колку годишно можеме да собереме, имаме некои апроксимативни проекции, значи обезбедување на суровината, ограничување да нема хаотично, да не биде тоа импровизирано, кој колку искочил каде. Односно, тоа значи најважното што го имаат многу земји кои имаат важни минерали. Не сме едно камче да излезе од државата неконтролирано, затоа што тоа е феномен на природата кој го има Македонија, а го немаат други држави. Како камче, како минерал. Декој е познат на културната јавност во Македонија како клавиатурист на бадминтон, склержо и Александар Македонски, но во последните 2 децении како најголемиот промотор на македонскиот рубин. Вели дека и промоцијата била рокерска работа, да се направи убав производ со ограничени ресурси, но со искрена посветеност. Тоа што за Кина е жадот, за Австралија опалот, за Иран и Соединетите држави тиркизот, за Македонија е рубинот, вели тој. Појава на еден скапоцен камен, особено национален скапоцен камен, кој го немаат други држави, се случува или ретко, или никогаш. Ние сме тие ретките како генерација. Накити украси со македонски рубин како подарок добиле папите Франциски Бенедикт, како и холивудските звезди Кетрин Денев и Дерил Хана. Дигитален хаб. Поимот звучи апстрактно, но се работи за можноста во Македонија да се отвори регионален дата центар или повеќе дата центри, а тоа го најави министерот за транспорт Александар Николовски, бидејќи се подготвува измена на законите за урбанистичко планирање и градење. Идејата најде на негодување од екологистите, кои сметаат дека ќе ја зголеми значително потрошувачката на струја во земјава, дека ќе се користат големи ресурси на вода заради ладење и дека не е голем бенефитот. Сепак, првиот човек на регулаторната комисија, Ацо Ристов, смета дека потребата на дата центри во споредба иста како онаа која била во 90-тите од мобилни телефони, но и дека дата центрите се неопходни за складирање на податоци во време на употреба на вештачка интелигенција. Но се уште не се познати инвеститорите. Министерката за енергетика Сања Божиновска вели дека државата нема да обезбедува струја и вода на сметка на граѓаните за приватни дата центри, дека тоа ќе биде обврска на инвеститорите.
Интересни се во последно време и дата центрите, некои за нив се да бидат дел од нашето општество, некои се со големи критики затоа што ќе трошат многу струја, ќе се користи од вода, па што ќе се случува со водите. Ние не сме во можност да имаме такви дата центри, сега се прави легислативата. Дали сте повикани од Министерството за транспорт да учествувате во таа легислатива и дали ние сме колку е тоа опасно да има Македонија дата центар? Видите вака, ова сега јас ќе ви кажам личен став. Пошто дали треба како регулатор не сме повикани се уште во таа постапка, веројатно покасно. Дали треба Македонија да има дата центри? Ние треба да се радуваме да има дата центри во Македонија. Бидејќи цел свет е тргнат во дигитализација. Ова е исто како да 90-те години да прашате дали треба Македонија да има мобилна телефонија. Значи, ова е на тоа ниво и тоа кој нема да го свати брзо, ќе остане на маргините, како и секогаш. Ние секогаш сме нешто против кога ќе треба да се случува. Не сакаме рудници, не сакаме дата центри, не сакаме ништо, немаме индустрија, немаме развој и нашите инженери и деца си одат надвор за да најдат предизвик, бидејќи нема што да работат овде. Дата центрите, ова се шири некоја. Сега јас ви кажам од инженерска гледна страна, дека прво ние тек пред 6 месеци не ставија на мапата на безбедна држава за дата центри. Што е многу важен момент. А тоа е секако заслуга на НАТО. Бидејќи изградбата на дата центрите се стратешки проекти кои што подразбираат освен развојот на инфраструктурата, развој на критична инфраструктура, интернет комуникации, градба на објекти кои што ќе служат освен за локално, тоа се извозно ориентирани компании. Значи, продажбата на услуги во дата центрите секогаш се поврзани со големите корпорации кои што работат, а и посебно сега со вештинската интелигенција. Значи, корисници ќе бидат големите корпорации. Дали имаме електрична енергија и приказната дека ќе ни ја потрошат електричната енергија и водата се намалку смешни и тоа може да го зборат луѓе кои што не знаат ништо за енергетиката. Водата посебно, значи исто така една смешна констатација, бидејќи ладењето кај дата центрите е затворен систем. Се користи истата вода? Да, тоа се затворени системи, исто како да имате клима уред дома. Ве лади клима уредот? Да. Трошите вода? Не. Значи, тоа се циркулациони системи кои што преку компресори, бидејќи тоа е она дисипација на електрична енергија која што се троши да дата центар, иначе зошто би трошил. Значи, тој троши најмногу енергија за ладење на процесорите, а тоа го прави преку испарувачи. Надвор имате единици, имате топлински пумпи кои што тоа го разменува само како топлина. Не се троши проточна вода, па ние сега цел Вардар ќе го потрошиме за дата центар. Како да ви кажам, ние дозволивме земјоделците да не одлучат за дата центри во државата и затоа не движе, ништо не движе. Дата центрите ни се нужна потреба ако сакаме да останеме на мапата на развојот на Европа и на она што значи инфраструктура. Значи сепак е битно каков систем на ладење ќе се го спостави, бидејќи тој што ќе дојде тука да гради треба да направи нешто. Не постои отворен систем ладење на дата центри, затоа што е тоа невозможно. Значи прво таа вода било да е површинска е неупотреблива. Не можете вие да пуштите низ процесор Вардар да протече па да го лади. И не се такви големи побарувањата за ладење како што сакат да го прикажат луѓето. Еден рак на дата центар, односно на вештачка интелигенција поставен, троши вода колку еден радиатор дома. И тоа циркулационно. Значи не се работи за реки. Струја колку троши? Еве ќе ви кажам од прилика што значи дата центар. Еден дата центар од 10 мегавата. Добро. Може да ги покрие сите потреби на Македонија во потребите на дигиталната потреба. Било какви податоци за складирање на Македонија ќе ги покрие околу 10 мегавати. 10 мегавати е еден трафо. Ние имаме централи денеска, секој ден што даваме по 10 мегавати за производство. 100 мегавати дата центар може да дава само услуги на компании како што се Google, како што се Microsoft, кои што имат огромни барања, меѓутоа, пак да ви кажам, тоа се податоци. Нашата инфраструктура практично би била во развојот на енергетиката
и инфраструктурата на интернетот, односно оптиката која што поврзува, бидејќи сепак дата центрите барат оптичко поврзување, безбедносни поврзувања, гаранции на осигурителните компании. Затоа ви викам, развојот на таа технологија е многу важен. Многу е важен. Еве, мене ме радува следната недела сме поканети на еден прв така наречен, мислам дека се вика везилка, прв пат нашиот факултет ќе почне со воспоставување на вештачка интелигенција, чекори и така натаму. Значи ние мора да ја отвориме на луѓето каде да се обучуваат, каде тие инженери кои што завршуваат IT да работат утре. Не можеме ние само да бидеме негативни кон се што се случува во светот. И ова е многу голема дезинформација дека дата центрите ќе направат некаква штета. Напротив, ние немаме потрошувач. Пак уште една ви кажам, ова е многу важен момент. На Македонија моментално фалат потрошувачи кои што ќе го стабилизираат напоно, односно мрежата, за да не се распадне у моменти кога имаме хиперпродукција на обновливи извори на енергија. Бидејќи тоа се уште како регулација, бидејќи немаме вакви изградени ташмарониште и вакви кај што може со водата да го играме тоа, со пумпи, да ја потрошиме, да ја вратиме водата, ние немаме такви капацитети, имаме да менаџираме со 100 мегавати, меѓутоа останатиот дел, а знаете дека ние веќе сега имаме инсталирано над гига обновливи и уште еден ако инсталираме за 3-4 години, едноставно мрежата ќе рече не може повеќе и ќе застанеме. Меѓутоа не е идејата ние да застанеме, идејата е да го развиваме. МЕПСО да развива мрежата, да правиме далеководи, нови врски, интерконекции. Зошто да не бидеме извоз на електрична енергија? Зошто кога Господ ни дал сонце толку да го трошиме? Да го трошиме. Односно меѓу Германија и Македонија знаете дека е скоро 3. Ако во Германија имате 800 вати по квадратен метар сончева инсталација, во Македонија 1500, 1600. Значи, затоа овде ние го имаме она што ни го дала природата и треба да го моделираме и да го ставиме во функција на граѓаните, односно на развојот. Следната емисија на КОТ е идната недела и со тоа ќе ја завршиме оваа сезона. Затоа до тогаш имајте пријатни денови, пријатна вечер и се гледаме во недела во исто време на исто место.